Крајно време беше да се покрене прашањето за македонските бегалци протерани за време на граѓанската војна во Грција. Академикот Блаже Ристовски го поздравува потегот на премиерот Груевски со писмо до Караманлис да ги промовира прашањата на бегалците и македонското малцинство. Сега кога Караманлис одговори, време е и македонската академска јавност да излезе со аргументи и факти со кои пред меѓународната јавност ќе се докаже македонското прашање. Прашањето за македонскиот идентитет се отвора пред меѓународната јавност и мислам дека е тоа најзначајното. Отворањето на проблемот и завлегување во суштината на проблемот. Се друго е само измама. Да разговараме за името, тоа нема никаква смисла, ако не зборуваме за идентитетот. Според историчарот Никола Жежов, факти и аргументи за имотите на бегалците има и во грчкиот катастар, но и во турските архиви. Жежов очекува повикот на Караманлис, споровите со имотите да се решат пред Страсбур, да го искористат голем број од македонците и да ги вратат своите имоти. Дел од тие македонски бегалци за време на граѓанската војна ги донесоа тие документи и ги поседуваат. Вие веќе имате примери на многу семејства кои што се појавија со такви документи и можете слободно да ги пронајдете. Ги има и овде во Република Македонија. Дел од нив дури имаат и документи за нивниот имот кои што се напишани на грчки, значи подпишани од самиот грчки крал. Што значи ја поседуваат таа земја, постоеле и живееле во тие делови од Македонија. Симпозиумот под наслов 60 години од екзодусот и граѓанската војна помина без грчки историчари и академици, иако организаторите ги поканија. Зборуваа само македонските представници. За жал никој од нив не дојде. Јас не би сакала да навлегувам во причините зошто грчки историчари не би учествувале на еден ваков симпозиум. Четвртата средба на децата бегалци продолжува до понеделник. Ке го искористат актуелниот момент во преговорите со Грција и конечното отворање на деценискиот спор, помогнати од македонските академици и историчари уште еднаш да го потврдат својот идентитет.